студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Вилковска. Председателот Обама веќе втор ден ја разгледува војната стратегија за Авганистан. Тој денеска во Белата куќа се среќава со војни и политички советници. Со ова го започнуваме денешниот блок вести. Американскиот председател Барак Обама со виши армиски и политички советници денес на уште еден состанок ја разгледува стратегијата во Авганистан. Тој вчера за истото разговараше со конгресни водачи од обете партии во Белата куќа и според владини лица рекол дека нема да го намали бројот на силите во земјата и да се насочи единствено на контратероризмот. Американскиот командант во Авганистан, генералот Стенли Мекристал, предходно предупреди дека САД би можеле да загубат во судирот доколку не бидат испратени за силувања. Обама наводно е наклонет кон поскромно засилување. Републиканскиот сенатор Џон Мекејн пак е загрижен дека председателот ќе примени половични мерки во натамошното водење на војната. Главните пакистански армиски команданти изразија сериозна загриженост за условите на несекојдневната американска помош за земјата од 7,5 милиарди долари, велики дека може да се одразат на националната безбедност. Конгресната мерка за помош на Пакистан, позната под името Кери Лугар, би можела да ги ограничи средствата доколку САД заклучат дека земјата не прави континуирани напори против Талебан и Ал-Каида. Американците Венатрам Рамакришна и Томас Штајнц, израелката Ада Јонат се добитници на овогодишната Нобелова награда за хемија за објаснување на структурата на рибозомот. Тие користеле метод наречен рентгенска кристалографија за да посочат на позицијата на 100.000 атоми што го сочинуваат рибозомот, на тој начин откривајќи структурата на клучните делови на клетката што создаваат протеин. Тоа помогна во изработката на антибиотици за различни заболувања. Тројца американски астрономи тврдат дека откриле нов огромен прстен околу Сатурн. Тие забележале тенок слој на мраз и прашина на околу 12 милиони километри од планетата со помош на американскиот вселенски телескоп Спицер. Во НАСА велат дека прстенот е толку голем што може да собере 1 милиарда земјени топки. Се верува дека прстенот бил формиран од остатоци на комети што удирале во Феб, месечината на Сатурн. Додека продолжуваат протестите во Истанбул против годишните средби на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, учесниците во разговорите велат дека постигнале напредок во исполнувањето на барањата на најсиромашните земји во светот. Турската полиција денеска употреби водени топови и спреј за очи за да ги растера на собраните во Истанбул кои протестираа против годишната средба на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Внатре на средбата, председателот на Светската банка Роберт Зелик изјави дека предизвикот е да се најдат адекватни средства за помош на најсиромашните земји. Како што се движиме кон средината на новата година, ќе наидуваме на сериозни ограничувања. Треба равномерно да ја распределиме помошта и да се фокусираме на земјите со најнизок приход. Според првиот човек на Светската банка, земјите членки постигнале договор за нов систем, што брзо би дал грантови и заеми на 79 од најсиромашните земји во светот. Без континуирана помош, тие не ќе може да се справат со последиците на глобалната економска криза, вели Зелик. Банката одвои рекордни 33 милиарди долари годинава и е на пат да издаде дополнителни 40 милиарди долари на најсиромашните. Во моментов се водат разговори да се зголемат средствата на банката за 100 милиарди во наредните 3 години. Економистот од банката, Аугустин Картенс, коментира потребата итна. Светската банка проценува дека до крајот на 2010 дополнителни 90 милиони луѓе ќе бидат во ризик да западнат во екстремна сиромаштија. Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд најавуваат дека работат на реформи за поефикасно финансирање како и поголемо учество на земјите во развој во процесот на донесување одлуки. Кинеската империјална кујна подготвувањето на храната го издигнува на ниво на уметност. Во минатото само императорот и неговото семејство можеле да ја конзумираат оваа храна, а сега таа е достапна за сите, барем за оние кои можат да платат за ова задоволство. На главниот готвач Бај Веј од ресторанот Меј Веј Джен му биле потребни 2 дена за да ја подготви оваа креација од путер, шеќер, брашно и суви јагоди. За време на кинеските династии, ваквите јадења се подготвувале секојдневно, меѓутоа имале само декоративна природа.
Последната кинеска династија падна пред речиси 1 век. Народна република Кина беше основана во 1949 година со мощна, енергична, нагласена антиимперијална визија. Во ресторанот Мей Веј Џен не и дозволија на екипата на Гласот на Америка да снима додека гостите уживаат во специјалитетите. Велат на муштериите им е битна приватноста. Затоа говореа фотографиите на зидовите. Некои од посетителите се од новата елита, како кинескиот премиер Вен Џиабао или кошаркарската звезда Јао Минг. Самата локација на Мей Веј Џен сугерира дека клиентите имаат амбиции за комерцијален успех. Ресторанот се наоѓа во пекинскиот кинески светски трговски центар. Главниот готвач Бај потекнува од семејство на империјални готвачи. Неговиот дедо подготвувал храна за Пуи, последниот император на Кина. Кога го завршив овој рецепт, излезе мощ, задоволувачки. Не само што е вкусен, туку и уметничко дело. Едноставно не можам да се натерам да седнам и да јадам. Бај признава дека оваа храна е скапа, но додава дека уметноста на нејзиното подготвување е културна традиција на Кина, а за тоа, вели, нема цена. Утре во Њусфлеш. Акција Подари велосипед, помогни некому во светот. Дојдовме до крајот на ова наше издание. Ова беше Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието, за сите најнови содржини од САД и од светот. Ве покануваме да ја погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.